Прва тема во овој дневник – пожарите. За многу кусо време над 200 хектари со шума изгореа во истокот од земјава. Пламените јазици проголтаа 100 хектари со борова шума на планината Голак. Пожарот кој избувна вчера гореше и денес. Надлежните ја истражуваат причината. Големи шумски пожари на истокот. Од вчера попладне гори на планината Голак. Ова е втор поголем пожар во Делчевско, а сега зафати 100 хектари со борова шума. Според надлежните, огнот бил подпален од неколку страни. Најпрво избувнал на местото викано Ѓорѓови колиби, ватерот на селото Разловци, Делчевско, а подоцна се проширил и кон Пекчево и Берово, поради што на терен е излезено со повеќе противпожарни единици. Во гасењето на пожарот беа уклучени екипи од територијалната противпожарна единица од Делчево, како и екипа од шумското стопанство од Голак од Делчево и една екипа од шумско стопанство од општина Пехчево. Во текот на вчерашниот ден во гасењето на пожарот овие единици учествуваат до 21 часот, пошто поради вечерните часови екипите се повлекоа и повторно со гасење на пожарот се продолжи во 6 часот изутрина. Утрово е продолжено со гасењето на пожарот. Ангажирани се вработени во јавните комунални предпријатија и училиштата. До пладне огнот е ставен под контрола. Според последните информации од терен, пожарот е скоро локализиран, значи голем дел од гаснењето на пожарот е завршен. Надлежните се сомневаат дека причината за пожарот е човечки фактор. Минатата недела во пожар кој избувна ватерот на селото Драмче Делчевско изгореа 40 хектари со дабова и борова шума. Во Штипско гореше на пенуш. Огнените јазици проголтаа над 50 хектари нискостеблеста шума и дабови дрвја, а во Свети Николско во пожар изгореа 6 хектари дабова шума. 4 текстилни компании од Источна и Североисточна Македонија немаат исплатено 500.000 евра на име плати на работниците. Одиме со статистика за продажбата на седативите. Диазепамот се уште најпродаван лек во државата, покажува последниот извештај на Фондот за здравство. Беспарицата и стресниот живот се причини за честото користење на овој лек. Во текот на изминатава година за 2% е зголемена и продажбата на антибиотици. Лековите кои помагаат за намалување на нервната напнатост, немирот, стравот и несигурноста се најпродаваните лекови во државата, говорат последните извештаи на Фондот за здравство. Во 2016 година за 2% за разлика од 2015 е зголемена продажбата на анксиолитици, а диазепамот, според бројот на продадени рецепти, е се уште најпопуларен лек во државата. Зошто диазепамот е најпродаваниот лек во државата? За нервоза. Друго ништо. И пари. Да имаш пари, ќе бидеш човек, ако не, нема да бидеш човек. Поради стресо, што нервози има народо се више. Нема доволно ништо. Јас го употребувам и не го употребувам више. Знаеш, гледам дека ствара зависност. Постојаните реклами за намалување на антибиотиците се уште не го даваат очекуваниот резултат. Продажбата на антибиотици во 2016-та е зголемена за 1,5%. Ги плаќаме последиците на нерационално користење претходните години. Иако и сега може уште да се намали уште за пола. Тоа би било идеално. Мислам да сега се... Значи, рачунајте дека се препишувале антибиотици 4 пати повеќе од колку што е потребно. Денеска може да кажеме грубо дека се препишуваат пола повеќе од колку што е потребно пред се за акутни респираторни инфекции кои се вирусни или се бактериски да проаѓаат сами. Би прошле сами без антибиотици. Последниот извештај на Фондот за здравство укажува дека расте бројот и неиздадени рецепти. Во 2016 година во источниот дел од државата биле издадени вкупно 2.183.232 рецепти. Според бројот на осигуреници, најмногу рецепти има издадено во Берово. 4 текстилни компании немаат исплатено плати на работниците, со што тие и нивните семејства останале покуси за $500.000 евра. Сдруженијето Гласно и Хелсиншкиот комитет за човекови права реагираат до институциите и бараат инспекциите да реагираат за виничката зона Трико. Овие две организации почнуваат заеднички проект во корист на текстилните работници.
Во земјава активно штрекуваат текстилните работници во КДРО-то Крива Паланка и во зона Триковиница. Здруженијето Гласно и Хелсиншкиот комитет за човекови права на денешната пресконференција забележаа дека инспекциите реагирале за работниците во КДРО-то. Сопственикот платил казна од 67.000 денари, но платата на работниците се уште не е исплатена, а за веничката зона Трико бараат инспекциите и УЈАП да излезат на терен и да го испитат случајот, во која поранешните работници тврдат дека 8 месеци немаат земено плата. Овие 250 работници имаат примерно по 1 денар плата и стварно е жално да како што кажуваат самите работници дека ниеден инспектор не бил пуштен внатре во самата фабрика да изврши инспекцијски надзор. Значи секој инспектор што дошол до фабриката се вратил назад, значи не му било овозможен пристап. Затоа ги повикувам институциите да бидат поготово УЈАП, каде што 1 денар плата е поминато, трудовата инспекција ја повикуваме да извршат воредни инспекцијски надзори за да може да се констатира целата состојба со овие вработи. Според анализите на Здруженијето Гласно и на Хелсиншкиот комитет за човекови права, 4 текстилни компании од источниот и североисточниот регион од 3 до 8 месеци им ги немаат исплатено платите на работниците, со што половина милион евра не се пристигнати до работниците. Праксата покажува дека во вакви случаи институциите не функционираат до крај. Не е доволно трудовиот инспекторат само да утврди прекршување на правата. Тоа го имаме во случајот горен што го спомнав со КДРО-то. Трудовиот инспекторат утврдува нерегуларности и го казнува работодавачот. Меѓутоа тоа не им ги носи платите на работничките. Токму заради таа причина може да се створи една, да кажам, лажна слика дека и да имаме утврдување на прекршување на работничките права, тоа не значи дека системот до крај функционира. Работниците кои во земјава немаат земено плата повеќе месеци, за нив единствено решение е своето право да си го остварат преку судовите. Овие две организации во наредниот период ќе реализираат заеднички проект, кој ќе има за цел да ја подигнат свеста на текстилните работници, да се охрабрат и пријават кршење на работнички права, а ќе добијат и бесплатна правна помош. За другите актуалности. Лицата со аутизам заслужуваат подобар живот, вклучување во воспитно-образовниот процес, како и прифаќање од средината во која живеат. Сепак, потребно е стручен кадар кој што ќе работи со овие лица. Преку проектот Општо корисна работа на Штипската локална самоуправа ќе бидат вклучени асистенти кои ќе помагаат во инклузивниот процес. Јас не сум лош, јас имам аутизам. Ова се дел од пораките кои денес можеа да се прочитат на служувалките обоени во боите специфични за аутизам во основното училиште Ванчо Преке. Децата со аутизам светот го доживуваат поинаку. Тешко комуницираат, а честопати се случува секојдневните звуци да ги вознемират. Сакаат да имат ист распоред, а доколку играчките кои ги подредиле на одреден начин се разместат, кај нив може да предизвика револт. Која што се карактеризира со намалени способности за комуникација и социализација. Со овие деца, треба посебен третман, едно посебно внимание кон овие деца, трпение во работата со овие деца, со цел да дојде до постигнување и до подобрување на развојот кај овие деца. Во Македонија не постои официјален регистер на лицата со аутизам. Согласно законот, тие се вклучени во образовниот процес, но потребно е стручен кадар кој ќе може да работи со нив. Со измените во законот, децата со аутизам се вклучени, односно се интегрирани во образовниот процес, како и во предучилишните установи, но сепак наставниот кадар се соочува со проблем. Потребно е асистент кој што ќе помага на образовниот персонал, да им помага на самите дечиња, така што општина Штип ја разгледува можноста преку проекти да вклучиме асистенти кои што ќе бидат стрикно посветени на овие дечиња. Иако живеат во свој собствен свет, децата со аутизам не се разликуваат од останатите деца. Само потребна е поголема работа со нив, вели аниматорот Билјана Џамгозова, која денес заедно со цртаниот лик Дора успеа ја да ги развесела децата.
Јас 7,5 години ја работам оваа работа, аниматор во Джамбо игротеката и се разбира, нели многу често ни идат деца и од ваков карактер. Јас сметам дека е многу лесно да се работи со тие деца, бидејќи и тие точно знаат што е забава, што е ликови, Дизни ликови и секогаш учествуваат во планираните активности. Аутизмот напаѓа 1 на 150 деца. До сега се уште нема конкретен одговор на прашањето која е причината за појавата на оваа состојба. Со современи диагностички процедури, аутизмот најрано може да се детектира на 18-месечна возраст. Распишан е конкурсот за упис на средношколци во прва година за учебната 2017-2018 година. Нема промени во струките, ниту во бројот на слободните места, иако секоја година одредени средни училишта во Источна Македонија бараат формирање на паралелки со помал број на ученици од законскиот минимум. Распишан конкурсот за уписи на средношколци во прва година во сите средни училишта во земјава. Според директорите на средните училишта во Штип, нема никакви промени, остануваат истиот број на слободни места од минатите години. Единствена новина има во регионалниот електромашински училишен центар Колен Ехтенин во Штип, каде што е сместена спортската гимназија. Во Велес и Струмица нема паралелки за фудбал, па единствено останува во Штип. Според конкурсот во учебната 2017-2018 година се воведува Кембридж програмата по предметите математика, биологија, физика и хемија. Од оваа учебна година настава по нови реформирани наставни планови и програми во 2-годишно и 3-годишно стручно образование ќе се реализираат во сите средни стручни училишта, во сите струки и образовни профили. Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок се врши на 28 и 29 јуни. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни. Второто пријавување во истиот уписен рок е на 5 јули. Средните училишта во источниот регион секоја година се соочуваат со намален број на ученици, се формираат паралелки под законскиот минимум, а одобрение бараат од советите на општините. Во руралните средини, каде што немаше асфалт, сега го има, а во градот, каде што имаше дупки, сега не постојат. Општина Штип реализира активности за асфалтирање на речиси сите улици во сите градски населби. Локалната самоуправа продолжува со офанзивното асфалтирање на улици во сите градски населби. Во Горна железничка нов асфалт деновиве на над 2000 метри квадратни и во должина над 700 метри. Општина Штип започна со асфалтирање на улици во Горна железничка. Беа асфалтирани вкупно 2400 метри квадратни или 730 метри должни. Инвестицијата е 2.200.000 денари, обезбедени од буџетот на општина Штип. Исто така, саботата беше асфалтирана во еден ден. Жителите задоволни, нема да газат повеќе низ скал. Задоволна сум. Пред асфалто беше камење, вирови, вода. Експресно беше асфалтирана и улицата Борис Кидрич, се продолжува со асфалт низ другите улици. Оваа улица по барање на жителите на општина Штип беше асфалтирана рекордно во еден ден, бидејќи беше затворена за сообраќајот. Заблагодаруваме на граѓаните што го послуша апелот на општина Штип да не се движат на оваа улица, да не правиме поголеми проблеми. Сакам да најавам дека од свеќе од оваа недела започнуваме со асфалтирање на улицата Солидарност и на улицата Пролетарска. Ќе бидат асфалтирани 6500 метри квадратни со висина околу 3 милиона денари, обезбедени со така од буџетот на општина Штип. Нов асфалт добива и улицата Страшо Пинџур во делот за зградата Порта Пролет. Збор 2 за обичаите кои се наше обележја. Обичајот Мартинки е прв мултинационален проект на 4 земји од Балканот кои претендираат да биде ставен на листата за нематеријално културно наследство на УНЕСКО. Таква апликација наскоро може да се поднесе и за друг обичај поврзан со Ѓурѓов ден, кој ден денес се практикува и кај муслиманското население на истокот од земјава. Обичајот Мартинки е вратен на доработка. До крајот на годината би требало да се знае дали овој мултинационален проект или апликација на 4 земји од Балканот ќе биде одобрен и ставен на репрезентативната листа за нематеријално културно наследство на УНЕСКО. Има и многу други обичаи во предвид е земени обичај од Ѓурѓов ден,
кој би можел да се наметне како проект со кој може да се аплицира за да биде ставен на оваа репрезентативна листа, како нематеријално културно добро. Мартинките, тој е мултинационален проект, значи заедно со Романија, Молдавија, Бугарија и Република Македонија. Имаме Ѓурѓовдан, има изготвено, се чека да биде исто така мултинационален. Варијантата ХДРС на Ѓурѓов, значи што се практикува кај муслиманското население. Критериумите кои треба да се исполнат за еден обичај да биде ставен на оваа листа сте строги. Процедурата е долга, понекогаш се чека и по 2 години да се добие одговор дали проектите се одобрени или не. Но има и случаи кога апликациите се враќаат на доработка, како што е случајот на Мартинките. Обичајот 41-иот обичај ставен на оваа листа, потоа следуваат Копачка и Гласоечкото, а според етнолозите има многу други обичаи кои може да се најдат на оваа листа. Бамбурците, има и други обредни игри, но процедурата е прилично сложена, кој што знаете, колешките рекоа дека прво треба на националната листа да се заштити со решение, со одлука на Министерството за култура и на владата на Република Македонија, а потоа оди со соодветни апликации на телата на УНЕСКО, а таму ги разгледат стручни тимови и на крајот се донесува финална оценка, понекој пат имаме и корекции, се враќа на доработувањето. Најмалку 80 фолклорни нематеријални културни добра, посочуваат етнолозите, би можеле да се најдат на репрезентативната листа на УНЕСКО, бидејќи ги исполнуваат условите, а тоа значи дека се живи, како што велат тие, квалитетни и уникатни. Со следниот материјал одиме во општина Пробиштип, а таму возрастните граѓани ќе може да посетуваат бесплатни курсеви за да учат англиски јазик. Проектот е на одделението за локален економски развој во соработка со Мировниот корпус. Одделението за локален економски развој во општина Пробишти во овој период се подготвува да реализира проектна активност за бесплатно изучување на англиски јазик за возрастни. Курсевите ќе ги држи волонтерот Мировен корпус. Овој проект го реализираме во соработка со волонтерот на Мировен корпус, кој што моментално работи во канцеларијата за локален економски развој, господинот Джеймс Дин. Така да во оваа прилика ќе напоменам дека и тој ќе биде предавач. Значи до сега имавме искуство со организирање на курсеви кои што наши локални професори беа предавачи, а овој пат предавач ќе биде господинот Джеймс Дин. Веќе ги имаме подготвено програмите за работа, односно ги имаме подготвено сите часови. Имаме пуштено огласот е јавен, сите заинтересирани возрастни од 18 години па натаму може слободно да се пријавуваат во општина Пробиштип. Ние сме спремни да ги формираме групите и да излеземе во пресрет на граѓаните, бројот не е ограничен. Планот е бесплатните курсеви по англиски јазик за возрастни во Пробиштип да траат околу 100 дена, а започнуваат од средината на тековниот месец. Планирано е овој курс да биде со траење од 3,5-4 месеци, така што очекуваме да започнеме сега во средината на месец април и истиот тој ќе трае во текот на летото. Каде ќе се реализираат курсевите? Курсевите ќе се реализираат во Домот на култура, Злетовски рудар Пробиштип, во попладневните часови. Најверојатно терминот ќе биде после 18 часот. Инаку на првата средба ќе ги формираме групите со тоа што доколку постои група за напреден курс англиски, ќе формираме и таква група, инаку часовите ќе се одржуваат 2 пати неделно. Босовска нагласува дека интерес за изучување на англиски јазик пробиштипјани покажале во голем број. Досега се пријавени над 40 лица. Во продолжение на вестите, односно кон крајот на истите, следи спорт. Фудбалските прволигаши ги одиграа надпреварите од 24-тото коло во која екипата на Брегалница, предводена од новиот шеф на стручниот штаб Никола Кузманов, го освои првиот бод на жешкиот терен на Прилепска победа. Во надпреварите од 24-тото коло на првата македонска фудбалска лига се постигнаа следните резултати. Селек Сренова 3:0, Шкендија Македонија Ѓорче Петров 5:1, победа Брегалница 0:0, Шкупи Пелиштер 1:0 и Вардар Работечки 2:0. Табела:
Вардар е прв со 56 бодови, втора е Шкендија со 50, трето место Работнички 39, на четвртото Пелестер има 36, следува Силекс на петтото место со 34 бодови, шеста е Ренова со 31, седмо место Шкупи 25, осмо место Победа 21, девето место Македонија Ѓорче Петров 16 и на последното 10-то место Брегалница со 13 освоени бодови. А фудбалските третолигаши одиграа атрактивно и ефикасно со голови. Во Кочани, искусните играчи на Осогово им одржаа вистинска лекција на младите играчи на Китго Пехчево. Во идеални временски и фудбалски услови на теренот и пред многобројни гледачи, екипата на Осогово во Кочани го победи тимот на Китго Пехчево со резултат 4:1. Се чини младите играчи на Китго ги подценија поискусните и повозрастни играчи на Осогово, кои пак им одржаа вистинска лекција по фудбал и кои им нанесоа тежок пораз. Првиот гол за водството 1:0 за Осогово го постигна Натков со вистински еврогол во 18-та минута. Играчите на Китго Пехчево во 23-та минута изравна на 1:1 со голот што го постигна Синев. Во 28-та минута беше досуден пенал за Осогово. Од белата точка шутираше Натков, но голманот Јамаковски одбрани на одбиената топка повторно дотрча Натков и постигна нов гол за водство на Осогово од 2:1. Во второто полувреме, во 65-та минута, Осогово зголеми резултатот на 3:1 со голот што го постигна Коцевски. Конечниот резултат Осогово Китго Пехчево 4:1 го постави Тодоров со гол во 87-та минута по грубата грешка на целокупната одбрана на Китго Пехчево. Еве ги комплетните резултати од ова 22 коло. Овчепале Рудар 1947 3:1. Брегалница Голак Василево 3:1. Осогово Китго Пехчево 4:1. Тиверија Малеш 1:4. Работи Ѓумалија Напредок Здраве Радово 2:0 и Каменица Саса Слоги 1934 5:3. Табела. Беласица е прва со 55 бодови. Следува Плачковици и Осогово на второто и третото место со по 48 бодови. Четврто место Каменица Саса 43. Петто место Овчеполе 40. Шесто место Китго Пехчево 35. На седмото место Брегалница Голак има 24. Осми е Малеш со 22. Деветото, 10-то и 11-то место го делат Напредок Здраве Радово, Василево и Работи Ѓумалија со по 21 бод. 12-то место Тиверија 20 бодови. 13-то место Рудар 1947 со 17 и на последното 14-то место Слога 1934 со 14 освоени бодови. Ете со резултатите од изминатиот спортски викенд. Ја заокружуваме понеделничната информативна програма на Ирис телевизија. Останете во продолжение со нашава програма и имајте пријатна вечер.